Од моја гледна точка епидемиолошка најдобро е да се тестираат сите кои што имаат симптоми. И јас морам да потсетам дека практично сега тоа така и се прави. Постоеше еден протокол според кој што тоа беше на почетокот, кога се тестираат само оние кои што ќе поминеа на епидемиолошкото интервјуирање, на анкетата дека имале, дали имале контакт со болен, дали имале контакт со некој што се вратил од критична кризна земја на времето. Меѓутоа сега протоколот го проверив тоа и е изменет така што секој граѓанин кој што ќе пројави некакви респираторни симптоми, дури не мора ни да се специфични за COVID-19, значи загуба на, да речеме, на осет за мирис, вкус и така натаму, или да има многу висока температура, секој оној кој што ќе пројави респираторни симптоми се јавува на матичен лекар и матичниот лекар е должен да му закаже во еден од пунктовите низ градот. Тоа тие пунктови за тестирање се сместени, знаете, каде по поликлиниките, Јане Сандански, Чаир, Идадија, каде беше на друго место. Така што мислам дека сега е тоа средено. Секој, значи, што ќе пројави симптоми, морам да повторам, има право да се јави на матичен лекар и да добие упат, односно да му се закаже термин за тестирање. Оние граѓани кои што биле во контакт со позитивен, кои што имаат или сомнителен на COVID, а немаат симптоми, тие добиваат препорака да останат во самоизолација и после ги проверуваат. Така, докторе, насекаде во светот се прават тестирања на тапет, само кај нас се придржуваат за строгите алгоритми. Но вистина имаме многу жалби и поплаки од граѓаните кои што не можат да стигнат до тестирање и не е баш така како што го прикажуваат здравствените власти цел овој процес за граѓаните кои што имаат симптоми, но и оние кои што немаат, за да дојдат до тестирање. Што мислите вие за ова? Ова што ви го кажав се однесува на онака како е на хартија. Така. Значи, тоа е протокол кој што сега е широк, модифицирање и пак ќе повторам, секој што има симптоми се јавува на матичен лекар и има право, не има право, задолжително е да му биде закажан термин за тестирање. Тоа е вистината, тоа е она што официјално важи. Не се во право оние доктори кои што ќе применат некој постар протокол, па ќе инсистираат дали си имал контакт, дали не си имал контакт и така натаму. Тоа најодговорно го тврдам, нека слушнат граѓаните. Потешкотиите со кои што се соочуваат, претпоставувам дека се во доменот на брзината на добивање на резултатите. Едноставно, капацитетот на лабораторијата во Институтот за јавно здравје, во Академијата на науките, потоа и во некои приватни лаборатории, капацитетот е ограничен и едноставно не може да се стигне, затоа што знаете како, практично од еден огромен број на лица кои што имаат респираторни симптоми, кога сите би се тестирале како што би требало и добиваат упат за тестирање, практично тоа е таква една навала да едноставно мора да се чека. Капацитетот е ограничен. Тоа е, ми се чини, една од причините. Друго нешто што јас од ова би надоврзал е следното. Ние сме сега среде лето и кога сега имаме таква навала на луѓе кои што бараат да се тестираат затоа што имаат симптоми и легитимно право им е да добијат од матичен лекар упат за тестирање на некои од пунктовите, нам ни предстои есента. Тогаш ќе имаме ситуација кога ќе ни се измешаат, тогаш одеднаш ќе дојде сезона на грип, на настинки и тек тогаш јас се прашувам што ќе биде. Во таа смисла, мислам дека е паметно граѓаните или особено оние кои што се во ризичните категории, постарите со хронични болни и така натаму, да се вакцинираат против грипот, зашто на таков начин едноставно ќе се олесни целата ситуација во смисла на тоа да барем грипот
биде елиминиран од комбинација во однос што значи диференцијална дијагноза. Така, доктор, го споменавте оној есенски период каде што и се претпоставува дека ќе има поголем број на заболени како од сезонскиот грип, така и од COVID-19. Дали е потребно што помасовно вакцинирање против сезонскиот грип? Дали тие вакцини ќе помогнат за да се намали бројот на позитивни случаи? Вакцинирањето против грипот нема да помогне во смисла на превенција од инфекција од COVID-19, да се разберем. Меѓутоа, ќе помогне во голема мера, барем тие граѓани кои што ќе бидат вакцинирани и заштитени против сезонскиот грип, кога ќе добијат симптоми респираторни, да во истиот момент се исклучи грипот и да се мисли веднаш на COVID. Ми се чини дека на таков начин ќе се олесни на здравствените установи, на здравствените работници да се ориентираат малку подобро, инаку верувајте ми се чини дека може да настане лесно хаос од причина едноставна што наоѓајќи се во една неизвестност за поведението, за однесувањето на короната, на COVID-19 причинителот, како тој ќе се однесува на есен, навистина немаме показатели. Очекувајќи есенски бран, ми се чини дека ова е паметно со вакцините против грипот. Така, и уште едно прашање имам. Професор, ако се утврди дека има ограничен број за тестирање на лабораториите, зошто тогаш не би било изводливо за тестирање на граѓаните, например, за почеток само со серолошки тест? Дали тоа ќе има некој подобар начин за справување со вирусот? Секако, било каков вид тестирање врши работа. Серолошките тестови покажуваат дали има или нема антитела против грипот. Еден вид од нив, ИГМ, кажуваат дека станува збор за свежа инфекција, оние другите ИГГ дека станува збор за напредната инфекција, стара инфекција од COVID. Мислам дека и тие вршат работа, но во секој случај од стручна гледна точка се бара кога ќе се добие позитивен серолошки тест, секогаш да се направи и молекуларен, односно PCR, за да се верифицира, за да се потврди дали е или не е во прашање COVID-19, имајќи предвид дека некогаш можат да се случат и лажно позитивни резултати кај серолошките тестови. Така, според вас, за крај, професоре, што да очекуваме на есен? Дали ќе има посилен бран од тој што го имавме сега, како многумина го нарекуваат и втор бран од COVID-19? Право да ви кажем, јас сум оптимист. Значи, реков дека овој вирус е голема непознаница, меѓутоа имаме некои показатели кои што велат следното. Кај нас во моментов оној така наречен базичен репродуктивен број е под единица, последните 3 дена. Меѓутоа тој во последните, да кажам, од прилика месец дена се движи секогаш горе-долу околу единица. Тоа зборува, а истовремено имаме зголемен број имаме случаи кои што одат горе-долу до 200, па до 100 и така натаму. Од една страна имаме голем број на случаи, од друга страна репродукцијскиот број се движи околу единица. Тоа на некој начин зборува дека, според епидемиолошките пресметки, дека имаме веќе некаде околу 9-10% од населението имуно. Дека имуно со имунитет. Тоа значи дека репродуктивниот број ќе се движи околу единица и натаму и практично се стабилизира епидемиолошката ситуација или епидемиската крива, меѓутоа тоа нам не ни одговара заради тоа што ние тоа го викаме во епидемиологијата една ендемска состојба на болеста, каде што линеарно се зголемува бројот на заразените, еден заразува друг, па тој заразува уште еден и така натаму. Нам она што ни одговара за да се справиме дефинитивно со епидемиското ширење е репродукцијскиот број да го намалиме под единица. Тоа можеме да го направиме само со, да речам така, нагло притискање на кочницата, зашто
возило автомобилов јури со една уедначена брзина, меѓутоа за да му ја смалите морате нагло да притиснете на кошница. Тоа е една многу интересна паралела од еден мој пријател од Битола, професор. Така што тоа притискање на кошница би можеле да го изведеме преку интервентни рестриктивни мерки, краткотрајни, во смисла на, да речеме, не знам, ограничување на времето на работа на угостителските објекти, можеби краткотраен полициски час во ноќните часови, тоа зависи од Комисијата за заразни болести. Меѓутоа, ако тоа не го направиме, вака ќе се гњавиме, падни стани, јас тоа го велам, кој знае до кога, ќе имаме линеарно ширење, нема да има некакви страшни реперкусии, меѓутоа постојано ќе се го имаме проблемот во таа ендемична форма.